вечер, драги гледачи и слушатели. Недела 20 часот одличен тајминг за да бидете со нас во третата епизода на Тоа е тоа. Вечерва бидете со нас, имаме исклучително интересен, талентиран, најталентиран глумец, актер во државава. Неуморениот, не знам. Неуморливиот, неповторливиот Васил Зафирчев. Фала ти, Жаре, за убавата најава. Супер, како да бидам? Да сум си кај свој колега на гости, нели? Си правим убав муабет. На моја огромна чест. Честитки за целиот проект. Морам да го кажам. Супер идеја, многу ми е драго што се впушташ во некои други води, нели, надвор од театарот. Тоа е секогаш убаво искуство за нас актерите. И ми е драго што е во еден модерен формат, нели, наменет за најмладата публика, за дигитално писмената публика. За оние што не се писмени, нека се трудат да станат. Нека се потрудат. Ти благодарам. И ви посакувам убави изданија на подкастот, на емисијата. Убави вмрежувања, нели, со квалитетни луѓе кои што ќе ви го зголемат и бројот на следачи, и бројот на фанови, и да имате убави гости и убави спонзори. Прво да ти заблагодарам што прифати поканата наша. Вечерва за прв пат имам така малку позитивна трема. Зошто? Не знам, затоа што не знам како да објаснам. Па не очекував, затоа што сум ти прв колега гост. Да, и баш ми онака интересно, чудно и убаво. Ние се некако сме си како во театар, не сме нели како да, ако се впуштиме, можеме и 3 сата се изборуваме. Да. Вие после монтирајте. Да. За почеток бидејќи е многу актуелно, сакам да почнеме ако можеме со Преспав, нова епизод, нова сезона. Како би одело, како ви одеше, колку епизоди? Па супер, мене ова ми е прво јавно гостување после снимањето на оваа 6-та сезона. Ние завршивме со снимање некаде во петокот. Снимени се 20 нови епизоди од 6-та сезона и 21-та на специјалното новогодишно издание кое што ќе оди по повод нова година, нели? Инаку јас многу сум среќен што и покрај пандемијата, кризата која нели некако сите не оттргна од она што бевме свикнале како наша секојдневија, нели? Па дури и професионално успеавме да снимеме уште цела една нова сезона, наше големо задоволство и на целата екипа. Ние сме таму една одбрана екипа на интересни луѓе, многу си се сакаме, многу се дружиме и зад камерите, многу живаме во тоа што го правиме. Годинава бевме и подсилени со една нова сценариска екипа, значи голем дел од сценаријата покри Саша Кокаланов и досегашните соработници сценаристи ги пишуваше Небиша Ромчевич од Белград, Србија, голем автор кој што ми се чини дека и го поткрена целото ниво на проектот. Се разбира, тука се секако и нашите режисери Изи, Вардан, Дина, Ѓорги, кои што исто така со своите идеи го подкрена воопшто проектот. Ми се чини дека публиката ќе биде многу пријатно изненадена, затоа што сите ликови се однесени во едни нови пространства на нивните биографии и тоа ќе биде многу интересно за оние гледачи кои досега нели го прателе Преспав, но и оние кои допрва ќе го гледаат. Инаку серијалот стартува од понеделник, 20 декември во 20 часот и 15 минути на првиот канал на Македонската радиотелевизија. И ќе се оди потоа секој работен ден, нели? Некаде до ќе уживам у нови 21. До во Јордан, некаде до 20 јануари, ако не се лажам. Сакаш да ни кажеш нешто сите не интересира, значи не само мене. Позади камерите што се случува? Се што. Тоа е провокативно. Многу смеа, многу неконцентрација, многу забава. Имаме ние многу интересни ситуации таму, впрочем како и во секој процес, нели? Преспав е интересен затоа што без оглед на тоа што знаеме, нели, што е сценариото, кои се впишаните реплики кои што како текст треба да ги научиш, не знаеме што режисерите ќе побараат од нас кога ќе дојдеме на лице место на снимање.
И тоа е секогаш една голема провокација за нас актерите. Нели ние си маштаме ова вака ќе го направам, ова вака ќе го одиграм, ама не знаеме што режисерите од нас ќе побараат. И тоа е една ситуација во која многу често треба да си, како да ти кажам, како со спремни секири и само се да што се ќе впуштиш. се побара од тебе да направиш. И тоа е таа прима виста е многу возбудлива и тука има секогаш непредвидливи ситуации, нели? Голем дел од колегите не можеме да се воздржиме, некои работи се многу смешни, некои работи се многу луди. И така има ситуации кога прекинуваме снимање, нели? Да си изнасмееме, нормално. да си го изживаме моментот, па потоа да се вратиме нели како професионалци кои тоа ќе го одработат како што треба. Има Тоа е такви еден многу луд, креативен, забавен процес. има такви баш тоа сега ти па јат напамет што се случиле каде што не можеш да продолжиш, тоа се случува и во театар. Доаѓаш како до некоја, не знам, реплика и не можеш да продолжиш, Па едноставно не се само смееш. реплики, и ситуации, реакции на партнери и ситуации кои се случуваат нели зад камерите, кога ти снимаат крупен, а партнерот ти фрла текст. Ти кажува некои Работи што не ги очекуваш. Работи кои што не ги очекуваш. Имаме се што, тоа е една прекрасна екипа на лудици, нели? На и талентирани, и добри, и луди луѓе, креативно луди, се разбира. Одбрана екипа, навистина одбрана. Ретко се случува нели да толку многу да си уживате со соработниците. Нас не се случува во театар. Нели? Па, апсолутно да, ма кај Меѓутоа си на веќе телевизија и на филм е ретко. Ретко е да се одбере нели така екипа која ќе биде толку хомогена, која ќе биде толку уиграна. на еден начин вие сте веќе фамилија, толку време веќе фамилија, снимате тоа е заедно. преспа фамилија, не мислам тука само на актерите, на целокупната екипа. Прекрасни соработници имаме. Значи, поголемиот дел од екипата се зад камерите, ние, актерската екипа ова стандардна ни е мала, камерна, меѓутоа зад камерите има прекрасни луѓе на соработници од костимографија, сектор, сценографија, реквизита, режија, тон. Прекрасни луѓе, многу е убаво кога работиш со луѓе што си ја сакаат работат Професионалци. и кои се даваат максимално на тоа да го направат најдобро што можат во моментот. И тоа е нешто што тој проект барем мене ми го прави најдрагоцен, како еден мал драг камен кој што треба да си го негувам. Го брусиш и ќе го брусиш и ќе го брусиш, се Така е. надевам уште 10-15 И ќе години. созрева, ќе расте, како што и расте проектот во сите овие изминати 6 сезони. Ти текнува на некој дубл што онака баш долго сте го снимале со, не знам, со некој од партнерите? Види, јас ти мене ме познаваш. Јас и кога има ситуации кои се вон контролата, јас секогаш се трудам нели да Да останеш. се воздржам. Јас лично немам многу такви испади. Кој е највеќе онака што има А испади? не можеш со томе инспектор, не можеш. Значи не можеш. Не можеш. Он има баш Немаш, онака затоа се што- опушта. Па има импровизации, има моменти вон текст, вон сценарио и просто ќе ти извади од такти. Не знаеш, Не преспашени можеш да останеш професионален. А имаме и некои ситни интерни, нели, моменти. Така таму ликовите не настапуваат сите заедно, има некои партнерски односи, трија. И сега имаме такви некои играни односи кои што не се многу смешни. Нели па има моменти кога ја знаеш партнерот како ќе изреагира, како ќе возврати. Ама ни е убаво ни е. Ние се забавуваме многу. Со кој имате проблем, кој не учи текст? Да не, учат сите текстот. Нема проблем таков? Не. Учат текст. Со кој ти е најубаво? Имаме ситни проблеми нели со деконцентрација, има колеги кои поинаку се По цел ден, концентрираат, нормално. со тоа што ти ја земаат, да речеме, твојата концентрација. Нели? Тоа е во нашата Добро, работа. секој си влегува сам себе си во Да, на различни начини. Ама не, ние си свикнавме. Си свикнавме и на сите страни на луѓето кои работат во проектот. Точно знаеме нели што да очекуваме и добро знаеме тоа да го балансираме и да го возиме, нели? Види, таму е интересното што ние сме обврзани да снимиме цела една епизода во еден ден. Така што тука нема многу време за губење и за опуштање, се работи многу интензивно, многу посветено. Ама сега си има внатре или некои ситуации наши интерни во кои што ние се уживаме, кои потоа и публиката ги гледа или прават видео тие грешки на снимање, ако можам да ги наречам грешки. Убаво е. Телевизијата е убав медиум. Нема и се гледа таа енергија
дека се работи, сериозно дека се работи, дека позади вас стои сериозна продукција и тоа е одраз на тие, нели, 6 Тоа е одраз на целата екипа, на сите сектори. На вистина врвни професионалци. Ако бираш со кого најубаво ти оди, мора да има, нели, со некој кога ти оди многу глатко, многу лесно. Јеленче моја не си давам. Јеленче Мицика Дачево. моја ми е партнерка за сите времиња. А тешко на онака со Тешко, па тешки ми се, знаеш мене што ми е тешко? Тешко ми е кога да речеме Марио има сцена во која нема текст, нема реплики, но има сценски действија, филмски действија, нели? Нешто си работи во кујната, си сецка, си готви. Тоа е се супер. Ама ти тоа треба да го правиш исто на секој дубл, нели? Се земаат дубли различни. Инаку проблем за мен монтажерите. Широк, па се снима крупен на еден партнер, па крупен на друг, па двоплан, па троплан, а ти треба да ги повториш сите тие действија кои што ни режисерот ти ги задал како задача на самиот сет дента кога си дошол на снимање и тоа бара многу добра концентрација, но сме некако играни, имаме фантастична екипа на сценографија и реквизита кои што секогаш знаат тоа добро, нели, да ти го подредат за ти да можеш лесно да си манипулираш со сите намирници сега ако правиме муабет за мојот лик, нели, за кујната. Дали ти годи, сакам да прашам, дали ти годи дека од сите тие ликови Марио има спин-оф емисија за готвење. Тоа го имаше Џои во Пријатели. Да. Значи од сите ликови Марио има. Па Марио Сигурно некако ти годи, сигурно ти го убаво. скрши ледот. Го скрши, ја тоа не го доживеав како ексклузивитет, да бидам искрен. Ја на секој ангажман му приоѓа многу сериозно. Тоа е еден сериозен ангажман. Нели таму Марио не е само Марио, туку треба да сготви некој добар рецепт по кој публиката би требало да ужива и би требало да знае да си го приготви. Нели? Тоа е еден рецепт кој што секој домаќин може да си го И да дојде провокација за да дојде до тоа. Да е вкусен и така натаму. Така што ми требаше тука и припрема и подготовка. Мене ми е драго што тоа ќе се развива. Секој по еден од ликовите од Преспа во секоја следна сезона ќе има по еден. Тоа е идејата на продукцијата, нели, да има еден таков Кој е следен? спин-оф проект. Па не знам, ја мислам дека ќе наскоро ќе објават. Значи не се Мислам знае дека уште, ама наскоро ќе има сигурно. Ќе има, сигурно ќе има. И ние тоа би требало да го снимаме што се однесува до кујната на Марио, негде во на почетокот од новата 2022. Мене тоа ми беше многу интересен проект затоа што не е само актерски, туку баш еден проект во кој што можам да играм малку и со некој мој талент за готвење, кој што си го имам јас лично, приватно, како Васил. Да научам некои нови рецепти кои што не сум ги знаел до сега. Имавме прекрасна соработка со Ангел Чарсевски, кој што беше шеф, нели? Кој што многу ни помогна. И воопшто Марио оперира со сите тие големи звезди куверски, нели? Он сака да е сака да е селебрити, а јаден не е баш многу вешт во кујната. Оти се знаеме приватно, знам дека обожаваш да готвиш. Си готвам. Тоа што знам да правам, тоа што не знам, кажувам дека не знам. Но се снаоѓам добро во кујна. Кои се сличностите со ликот на Марио, што си ги нашол? Азиска кујна. Да? Тоа е една од сличностите. Марио е нели јогист, вегетаријанец, исто како мене. Ужива во тој фјужен на азиска и европска кујна. Нели тоа сега многу Кога хит. сме кај азиската кујна, чекај, как имаш нешто готвено? Па како не? Конкретно, Спремам чекај ја. сега ќе ми текне. Кажи си ќе ми текне. Спремам. Јас и многу работи научив од некои патувања, особено до на патување што го имавме со Сашко и Јацо во Кореја. Така таму пробав многу работи, научив многу рецепти. За корејско нешто беше Да, за сум правил некои ролици си видел веројатно. Да, ама Ролнички пролетни. не ми текнува знам на К нешто, мислам дека беше Со специјалитетот. риба, вегетаријански, во ризови листови, во нори алга. Тоа ми мене многу вкусно. Генерално азиската кујна е многу ја сакам, затоа што е многу балансирана, затоа што е здрава, затоа што намирниците не се многу термички обработени. Са ако направиме споредба со македонската кујна, кај нас нели ако не е добро искрчкано едно 3-4 часа, не е ни е вкусно. Азиската кујна е брза термичка подготовка и со тоа се сочувуваат нели и хранливите состојки и воопшто мене ми се допаѓа нивната комбинација на сладко, кисело,
солено, горко, трпко, ги има Сакаш просто нешто многу различно. Сите вкусови кои што А од каде се тоа? Како преку ноќ дојде тоа да не јадеш месо? Па... Не. Јас си јадев месо нормално до пред 8 години, претежно пилешко, многу ретко телешко. Што ми се случи? После долги години повторно ја земав беба која што шицуто мое, сега веќе покојна, или ја изгубив минатата година. Една бабичка која доживеа 17 години, нели, која што беше дел од заедничките кучиња кои што ги имавме заедно со Калиопи, дорбевме во брак. И бидејќи беба и Лона шарпланинката многу се врза, јас откако се разделивме со Калиопи не сакав да ги разделам и кучињата, нели они си беа пар, некако си функционираа заедно, едно мало шицу и една голема шарпланинка. Супер, као Станли и Онрио беа, многу смешни. Меѓутоа, мајкина Опи веќе немаше можност да се грижи за беба, нели, возрастна жена, и некако дојде ситуација да јас повторно ја земам за да ја гледам, нели, онолку колку што ја останало од староста, затоа што беба доживеа навистина длабока кучешка старост, почина на своји 17 години, што е длабока старост за куче, со сите старачки болести, нели, што може да ги има кученце. И откако повторно ја земав беба, едноставно некако сватив дека од морален аспект некако не ми ја во ред да јадам месо. Нели? Тука се случи тоа патување во Кореја, обично на истокот знаеш дека кучињата се исто на дневното мени и тоа е дел од нивната традиција, нели нас ни е тоа страно, чудно, што е разликата меѓу едно теленце, јагненце и кученце и што да е. И така некако решив дека природно, некако спонтано од внатре ми дојде таа одлука дека ќе престанам да јадам месо. Подоцна престанав да јадам и риба. И сега сум единствено што се однесува на производи од животинско потекло, тоа се млечни производи со ниска масленост, понекогаш јајце и тоа е тоа. Значи генерално целата исхрана ја сведов на некаква алтернатива и протеинска замена на се она што го имаме во Здравствен проблем не осети, никаков, напротив, се чувствувам многу подобро. Имам многу повеќе енергија, имам многу подобар фокус, имам многу поголема истреност, издржливост. Навистина постои замена за се. Апсолутно постои замена за се, само човек треба да се воспита, да ги открие тие работи, да научи како правилно да ги приготвува. Вие сега имате порција киноа или порција хеј да ви е замена на 2 добри телешки стека. При тоа крваво печени. Така што не ми недостасува. Имав мал проблем затоа што продолжив да приготвувам месо за фамилија, драги и блиски луѓе, нели, кои ќе ми дојдат на вечера. Сега веќе имам проблеми да го приготвувам месото затоа што не убаво ми мирис. Баш ми мириса на мртво животно и ја то не можам веќе ни да го готвам. 8 години, така? 8 години веќе, да. Со јога? Знам дека со јога од мои 29 години. Значи, со јога почнав интензивно да се занимавам откако работев во Пула, во Пулскиот театар, Електра. Таму имав прилика да работам со режисер, на кој што тоа му беше дел од процесот на работа, нели? Па како што јога, имавме и ние. медитации, креативни визуализации. И мене тоа многу ми се допадна и од тогаш продолжив тоа да си го практикувам секое утро. Нели, како што се будиме со чај или кафе, така јас се будам со јога. Од пред известно време, значи не знам, од април месец почнав интензивно да работам фитнес со тренер. Тоа го направив од здравствени причини, затоа што карантинот, короната, знаеш како, некако многу не залегна. Ние си бевме навикнати на еден динамичен ден, во кој што си имаш проби, си ве играш вечерта представа и тоа некако природно ни одржуваш и кондицијата, и килажата, и здравјето, и сега наеднаш ние останавме без ништо од тоа. И едноставно морав да почнам со малку поинтензивна активност, така што си вежбам фитнес, ништо преамбициозно, чисто за дефиниција, значи немам намера да се правам нешто. Да бидеш у форма. Не. Чисто да се бидам во форма, од време на време си правам по некој high intensity тренинг, кој што е добар за кондиција, нели, за таа наша специфична кондиција. Затоа што коронава еден ден ќе заврши, ќе се вратиме на репертоари, ќе треба да играме представи кои ни траат некојаш и по 2,5 сата, нели, имавме такви представи на репертоари. Па дај, што треба некојаш човек треба да го издржи, нели, да го издржи,
да може и текст да каже, а не да Брефта. да собира да собира воздух. Таман после короната, старицата од Калкута малце да се раздрма. Тоа да ни го вратат би било хит. Да, ама ако издржиме сега Да ни малце ја ако сме вратат залегнати. старицата, многу напиена представа. О, колку напиена. Ама уживавме максимално. А инаку Најмилче, ти сега овде? можеме не мълчат, не мълчат. Не завршува сцената и ти си мислиш сега готово, имаш пауза, нели? Најмилче, ти сега имаш тука предвидено коreografска точка. Во врска со неа, со Совчето Совчето, да наше поздравиме најмило. Совчето, Да најмило си ја поздрав до тебе. поздравиме, да. А мене ми беше прва представа со неа. Да. Значи, ја бев Кажи која дисциплина. Што се случува тука? Не можеш да не можев да пофатам на Жестока почетокот. дисциплина. Да, али Јас Совчето гениално. затоа ја сакам, затоа што има ред, има методологија, знае што сака, знае што бара, ги впрегнува глумците во тој процес. Ако е 4 часа, 4 И часа представата интензивно. после нема проблем, затоа што ние некако низ процесот градиме кондиција да тоа го износиме. Има многу танц, многу пеење, знаеш како работи. Кога сме ке танцот и ке пеење. Да. Повреда имаше. Имав на танцот звездите, да. Како за тоа можеш нешто да А не кажеш? во танц, на одење. Јас мислев баш на снимање. Јас кажав многу на одење. На баш на најнормално одење. Работевме ми се чини дека тоа беше некаде пред финалето. Работевме пасо добле, кој што е еден прилично захтевен танц. Говорам за овие спортските танци, нели? Ти имаат посебни правила. И со Наде Талевска, која што беше многу добар педагог, многу амбициозна, сакаше секогаш да го извлече недоброто, нели? И од себе и од мене како партнер. И покрај тоа што јас имам некоја предиспозиција за танц, нели? Ја никогаш претходно не сум се бавил со тој тип на танц, латино и стандардни. И ќе работиме пасо добле, знам дека имаше некои захтевни скокови, поддршки, се тоа изработивме и сега мала пауза, нели? 10 минути малку да земеме здив и да продолжиме да работиме. И јас тргнувам да си земам шишенце со вода. Пристурило нешто водичка на оној специјален танцов Подот пот, што го нели? има. Ја нешто се лизнувам и паѓам директно на колено и го кршам коленото. Односно пателат, капачето. Чудно, јас сум имал и претходно скршеници, никаква болка како претходно, нели? Само имаш дупка. Знаеш дека тоа е нешто што треба оперативно да се средува, знаеш дека животот ќе ти застане. Јас си мислев 6 месеци готово, нели? Нема театар, нема представи, готово. Сега инвалид. Ама не беше така. Брзо се вратив. За месец и половина веќе игравме на Чернодрински ноќите во Белсетен. Уште бев во гипс, нели? Ама добро ме бандажира, иако мојот доктор не беше за тоа, дека не треба да играм представа, ама јас си реков, не, како не. Како Ќе што играм, сме, ќе смениме играме. мизансцен, ќе направиме вака, така, супер, се си пројде представата и брзо се вратив. Имав да бидам искрен и многу добри физиотерапевти, многу добра рехабилитација. Има физиотерапевт кој работел со спортисти, кои фудбалери кои требаат за еден месец да се вратат на терен, така што има многу захтевен период и тоа некако брзо ми пројде мене сето. Меѓутоа беше голем шок. Голем шок затоа што оперативниот зафат прави да практично ти после операцијата која е многу едноставна, нели? Ти ја спојуваат пателата и тоа е тоа. Меѓутоа после си проблемот бара. е циркулацијата на крвта и наново учиш да одиш. Просто имаш една нога шпагета. И наново учиш да одиш, буквално наново учиш да одиш. Јас се разбира и додека бев во кревет, правев нон-стоп вежби, флекс-рикс, нели? Да се одржува стопалото. Меѓутоа шпагета, имаш шпагета и наново учев да одам. Реално во танцот звездица, значи имаше парови каде што беше смешно и беше очигледно кој е звездата. Во твојот случај не се приметуваше. Многу беше Наде амбициозна и многу строга. Многу строга. Она е прекрасен инструктор, многу добар педагог. Строга, многу строга. Имаше ситуации и душа ми вадеше, ама тоа на камера нели изгледаше супер. Сите насмеани, сите позитивни. Па да, ама види, мене тој проект многу ми се допаѓаше. Затоа што е прекрасен проект, нели? Па беше одличен припаден. Тоа се јавни личности од разни профили кои тргнуваат да прават нешто што никогаш дотогаш не го Се правеле. впуштаат во нешто Нели? непознато. И тоа е едно големо искуство, прекрасно е тоа поминато време со танц. Мислам, ја топло препорачувам на сите луѓе кои имаат танцови способности Да, тоа сакав да кажам дека тебе не ти е тоа да отвоиш страно, 2-3 дека дена во неделата за да си тренираш
некаков спортски танц без оглед дали е стандарден или латин, иако мене морам да бидам искрен, латино многу повеќе ми се допаѓаат, некако имам повеќе предиспозиција за тоа. Стандардните се тешки таму, има како треба да се раменици лактин или колку и да сум танцувале, некојаш ти паѓа рамо. Јас имав отпор. Карат, дигни, врат равен. Јас имав отпор на ФДО. На ФДО проект. Балцер, кадрил, Кери. тоа е за качалка. Ја, као струне. Викам, како? Не, викам, мора вака. Единствено што уживав беше во циганските танци. Тие ми беа Најмене омилени. да, значи баш Шпански уживав. цигански омилени. Да, баш Нели? онака Па многу доткачиш. убави танци се тоа. Мене некако и по сензибилитет ми одговара, јас сакам така, има ерос и танатос внатре. Ова ми е пре... Да, затоа викам дека ја во тоа баш онака бев опуштен и ми годеше за разлика од полка, полонеза и останати. Тешки се, Да. многу се тешки. За во државава ретко сте да биде некој заштитно лице на некоја, не знам, фирма или било што. Ти си заштитно лице на козметички салон некаков? Не, тоа е естетска медицина, во Италија, инаку италијански бренд. Прекрасни едни млади докторки од доменот на естетската медицина, разговараме за неинвазивни методи, значи за подобрување на квалитетот на кожата, хидратацијата, воопшто здравјето на кожата со неинвазивни методи, мислам. Коригираат и носеви со неинвазивен метод, нели, за луѓе кои што имаат проблем, кои што во спротивно би требало да одат на класична операција, која чини многу пари, која чини многу време, која е мачна, нели. Тоа овде го прават за неполни 15 минути. Одлични докторки од естетска медицина, одлични препарати. Јас се разбира лично немам нешто да кажам дека не сум задоволен, би сакал да си го променам, нели, има и такви луѓе. Да, ма за одржување. Но она што е интересно е што мнозинство клиентела се мажи. Луѓето очекуваат дека би биле жени, напротив се мажи. Значи, мажите прават се што од доменот на естетската медицина. Значи, коригираат очи, усти, носеви, си прават негувателни третмани, нели, за здрава кожа, за убава, сјајна кожа, здрав изглед на кожа. Ма тоа веќе полека Третмани се за тело, менува. фантастични имаат. Сега јас не сум спел да пробам се, нели? Но од она што сум пробал, топло препорачувам. За сите оние кои што сакаат да се грижат за здравјето на својата кожа и сакаат да си го продолжат, односно да ја сочуваат кожата што е можна поздрава и повитална без оглед на годините. Тоа е всушност и целта на Промо Италија како високо развиена и иновативна естетска медицина. За оние што не знаат, предаваше во Средно Балетско. Средно Балетско и предавав на Славјанскиот универзитет во Битола. Ама прво беше во Битола. Во Балетско, да, прво во Балетско, а пред Балетското бев асистент на ФД. Со Кери. Со Како Кери. беше, да, кажи ми за тоа искуство? Прекрасно. Тоа беше брзо после дипломирањето, нели? Абсолвент веќе бев. Па тоа е уште поинтересно, таман си бил таму, па сега... Да, уште не завршен. Кери ми понуди, јас тоа со најголемо задоволство го прифатив. И работевме еден известен период, меѓутоа знаеш како во еден момент дојде во ситуација кога ме гонеа и многу ангажмани во театар, ангажмани на телевизија, Кај што не може да престасаш. и тоа е дојде во ситуација кога сватив дека едноставно јас повеќе си ја сакам актерската кариера и сакам да се посветам на тоа, затоа што работата со ученици и студенти е многу одговорна работа. Јас не сум тип на човек кој што тоа би го правил така површно, нели? Сега јас имам проба, извинете, одам на снимање, снајдете се. Не, јас сакам да стварно да си го изработам она што се бара од мене. За среќа те знам доволно, сум работел со тебе, сум играл во представи Да. режирани од тебе, така да добро знам како функционираш. Не, просто сум одговорен човек. Не сакам ниту да трпи таа педагошка работа заради мојата активна кариера, едноставно одлучив дека многу почесно да се посветам на мојата актерска кариера, боже мој. Во некои подоцнежни години, Зошто кога да не, да, помалку ако ќе ти е играм, да, провокација, секако би нормално. работел како педагог. Мислам дека тоа одлично би ми одело. Ја лично многу уживам во тоа.
И подоцна во балетското училиште, нели таму работите со различни сектори, едни се класичен балет, модерен балет, фолклор, тоа се различни профили од една иста вештина. Ми беше интересно. А овде на факултет предавав и актерски игри и сценско движење. Комбинирано. Тоа траеше некои години и пол, нели? Така што не е исклучена таа можност во некој догледно време. Се пронајде во тоа, убаво ти беше... Како не, па работата со млади луѓе секогаш исполнува, затоа што но е многу одговорно, затоа што тоа се едни луѓе на кои што се како сунгери, нели, како цветови кои допрва треба да рацветаат. Пиваат енергија. И имаш одговорност да им дадеш знаење, да им дадеш вештини, да не останат само на нивниот талент. Нашето актерско мајсторство пред се потпира на вештини. Во светот веќе никој не се бави толку со тоа кој колку е талентиран, туку кој колку располага со вештини. Вештините се. Апсолутно. Во нашава работа. Имаме спремно неколку прашања, кратки, блиц, да раскршиме малце. Прво, джин или виски? Виски. Филм или театар? Театар. Велешки или драмски? Велешки. Прима е така што ќе кажеш. Фейсбук или Инстаграм? Инстаграм. Мишел Платини или Дидие Дешамп? Мишел Платини. Мисля дека нема да знаеш за фудбал, ова е интересно. Знам многу добро, сум пеел за Мишел Платини. Јога или фудбал? Една голема Македонскиот олимписки комитет кој го водеше Васил Топруковски, организираше една голема свечаност во Скопје повод доаѓањето на Платини и Диме Станковски, покоен, да. Прекрасен еден режисер со кој што многу сме работеле, сум играл во повеќе негови представи, ме викна да отпеам една француска шансона во чест на Платини, пеев немеките па, Ношпол правеше костими, многу беше изгледало гениално, че ме Ношпол прашање. Колеги, нели, Тања пееше Кочовска, Оле Христова, многу беше убаво. Одлично. Јога или фудбал? Како? Јога или фудбал? Јога. Не ме бива за фудбал. Не, нит гледам, нит знам да играм. За Едисонце или изгреј сонце? За Едисонце. На планина или море? Планина. Со Мадона или Леди Гага? Мадона, да. Реал Мадрид или Па за фудбал, Реал Мадрид или Барселона, нема врска. Ништото не ме Коста или Миле? Коста или Миле? Преспа. Коста. Тијана или Тамара? Тијана. Звезда Ангеловска или Милица Стојановска? Звезда. Жаре 1-1 или Жарко Спасовски? Жаре Спасовски, па зар се сомневаш? Тоа само така да се задеваме да со Жарко Жаре. Димовски, па да се замислев Жаре. Да, како колеги сме си колеги. Добро, за француската шансонијада. Знаеме дека си бил во средно, мислам дека германски си учел? Си се главен јазик ми беше германски, а втори јазик во средно ми беше француски. Како тоа? Француски ти имав одеше несреќа повеќе? кога дојдов на факултет, бидејќи бев единствен германско-француски, ќе плаќа професор само за мене, си учев англиски продолжителен курс. Тоа ми беше најголемиот шок. Ама се потрудив и научив и доста од англиски. Иако ако морам да бирам, би го одбрал француски. За мој сензибилитет повеќе ми лежи. Германскиот исклучително тежок јазик. Да. И добро го говорев, одев и на надпревари, меѓутоа кога би бирал, би го одбрал францускиот. Си победил на надпревар и си добил награда, мислам, патување? Каков надпревар? Јас сум победил на надпревар за француска шансона. Да. И ја представував Македонија таа година на франкофонијадата во Париз. Тоа е едно од најубавите патувања кои што сум ги доживеал во животот. На едно многу високо ниво. Тоа е еден културолошки престој од 12 на 14 дена во Франција. Беа одовде и некои ученици кои што има први места на јазичен надпревар. Јас бев со француска шансона на професорката Трчкова. На нејзина музика направи една прекрасна шансона на мостот Мирабо од Гиома Пелинер. И уште една има в Коњи брзете од Ана Костовска, на Ванчо Димитров композиторот, кој што ја препеавме на француски, ја снимивме и со тие две ја представував Македонија таму. И се запознав со тогашниот градоначалник на Париз, со председателот, мислам дека си имал, да, Жак Ширак. Не однесоа на ревија на Жан-Пол Готје, на Кристијан Лакра. Многу убаво патување, онака на многу високо ниво. Значи нешто што прашање е дали некогаш во животот ти повторно би го доживеал. А се сеќаваш на песната? На една од песните? На песната? И дали би сакал да отпееш? И на двете.
Sur les ponts Mirabeau, sur la Seine, et nos amants. Тоа е ова на Трчкова. А како беше кој не брзете? Леше ве. Не сеќавам на текстот, одамна тоа не сум го пеел. Таа песна е голем хит, јас ја одбрав. Сакав да е македонска позната песна која што ние нели ќе препееме на француски. Тоа помина таму многу убаво. Затоа што им беше екзотично, нели? На тоа патување имаш непријатности доживеано? Да, не оплячка во воз. Нели летав од Белград за Париз. Прво такво патување на кое што ме пуштеа моите, нели, толку далеко одам сам. Да, во банда плячкашка не оплячка. Мислам го плячка целиот воз, не само мене. Тоа беше некаде на територија на Косово, така? Јас само се сеќавам дека веројатно користеа некои спреови нешто за успијат. заспивање, да. Јас се сеќавам само на таа дланка која влезе во кушетот, нели? Кушетот се затвора од внатре. Со онеа шинџерче, влезе само таа една ракавица, толку се сеќавам. Следно што се сеќавам е дека се разбуди во предградие на Белград, Русвеј беше кушетот направен или земале што можеле да земат. Односно го земале најбитното. Ми ги оставиле само авионската карта и пасошот, пари, накид, часовници, фотоапарат, свето беше украдено. И ја едноставно останувам на железничка во Белград без скршен денар. Не можам, значи, да дојдам до Белград, а не до аеродром, да летам за Париз. И се разбира, ми помогна една возрастна господја, која свати дека имам сериозен проблем, ми даде некои жетони, се успеав да се јавам некако и татко ми. Го организиравме прв братучот на татко ми од Зрењанин, кој тогаш во Србија беше голема криза, он има по 10 марки плата, нели? Беше многу драматично и човекот дојде со тие 10 марки, нели, успеал да стави нафта, бензин, да дојде до Белград, ми даде некои 50 австралиски долари. Успеав некако да влезам во авионот, знам дека од шок испив едно винце и така се опијанив, нели, од стресот. Слетав на Шар де Гол во Франција, поголем аеродром не можеше да биде. Значи, заборавив и француски да зборувам. Толку бев под шок. И во еден момент слушам на разгласот, викаат месију Зафирчев да се јави на тој излез. И тамо ме дочекува една црнкиња од организацијата. Така ја изгушкав, така ја избацив, нели, како свој човек. Се разбира, многу ми помогна Јордан Плевнеш, кој беше тогаш амбасадор наш во Франција. Веднаш дојде во хотелот, нели, да ми остави некакви средства за да те смири малку, не. Така што ми помогна многу, инаку беше непријатно. Нели, такво едно прво патување да ти се случи такво нешто е стварно шок. Ама јас поминав со помалку во однос на некои други патници кои си помина со па добро, зависи што носеле, на крај крајшта ти оставиле билетот. Барем да стигнам до Париз, барем да го видам Париз. Барем билетот толку често. Барем да го видам Париз. Околу кастингот за пијанистот, сакаш да разговараме малку? Да, Полански. Да. Имаме, мислам, многу одамна имам слушнато, ама немаме разговарано никогаш за тоа, да. Успеав да влезам до тој фамозен трети круг, во кој што требаше да се појавам веќе таму. Нели? Првиот круг е на ниво на фотографии, вториот е некакво интервју кој мене ми дозволија да го направиме онлайн. И третото веќе требаше да се појавам таму, дори во ситуација да жртвувам 4 годишни студии или то. Јас едноставно одлучив да си ги досавршам студиите, да си го дадам дипломскиот испит. Чувствував обврски кон моите родители кои многу инвестираа во моето образование, кои не на разбирање од факултетот. Па не дека не најдов, но ситуацијата беше или, нели? Take it or leave it. Ја просто одлучив да си го дозавршам факултетот. Си реков, боже мој, ќе има други кастинси, други аудиции. Не мислам дека нешто сум изгубил, затоа што мислам дека тој ќе ме однесеше во некои други води, дека никогаш немаше да го искусам оно театарот што го искусив, а кој мене ми е како актер поважно. Мене ми е многу подраг театарот, нели? Јас сакам да создавам активно, да имам представи на репертоар. Мислам, не би можел да замислам дека
Снимам само по еден филм годишно. Макар и да е то светска продукција. Да, ама да, сепак сме Си го сакам театарот, болести ја нашол. сакам таа секојдневна активна работа во театар и не, мислам дека не погрешив. Иако луѓето беа наистина многу фини, таа што беше задолжена за кастингот беше многу пријатна. Меѓутоа, знаеш како, јас си верувам дека ништо не е случајно. Дека нештата просто вистинските нешта за нас си доаѓаат, порано или подоцна. Доправо доаѓаат. Така е. Кастот за Марио беше прв каст или А не бев јас за Марио. не? Јас бе викнат за друг лик, нема сега да кажам. Кој? Не, на кастинг ти даваат монолог. И заедно со тој монолог ми велат ајде имаме еден друг лик, се вика така и така, куваре, Хрвати, нели малку работеше во Хрватска, ајде пробај ова нешто направи, малку пробај вака со гласот, така и нели, но прима виста. Готово вика, тоа е тоа. Тоа е. И така го добив. Отиде за еден доби друг. Така го добив ликот. Па ништо не знаевме за ликовите. Значи некои кроки, карактеристики, не знаевме ни биографија, ни кои се, ни какви се, ни како ќе се развиваат. Кој ќе се сетам од каде тргнавме, а до каде стигнав, И до тек каде треба да одите? многу поразлично од она што беа мои очекувања. Јас да бидам искрен и некако никој не очекуваше дека Преспав ќе биде проект кој што ќе доживее 6 сезони, нели? Па да Ние се некако пушташ во нешто и бевме работиш. свикнале дека кај нас, да, има серии, се снимаат, сега тоа некој сомнителен продукцијски квалитет, кратко трае, се заборава, малку се снима. Никој од нас не очекуваше дека тој ќе биде еден проект кој што така ќе се сериозно ќе се развива и ќе расне. И ми е многу драго, многу сум среќен заради тоа. Па како Преспав поставивте стандарди каде што секој што сака да снима наредно треба да се замисли Па што да, ќе од прави. повеќе аспекти продукцијски, не само од актерски аспекти. Мене ќе ми биде многу драго да снимаме повеќе и нашите колеги да имаат можност да се искусуваат и во тој медиум. Телевизиската работа е многу поразлична од она што ние го правиме во театар. Тоа е друг тип на актерски игра, друг пристап, друг принцип на работа. Поинаку е се, нели, во театар никогаш процесот не завршува. Поминува и премиера, ама ликот го градиш, расте во контакт со публика, со изведби. Овде тоа што ќе го направиш сега, тоа е тоа што остануваш за секогаш. Нели? Друга е возбудата. Да. За соба за пијано, што се требаше да направиш? Таму имаше гениално остварување за мене. Тежок лик, многу тежок лик. Баш ти е тежок, затоа кажувам дека И е гениално подготовка остварување. голема, нели? Знам дека Избричивме и да глава, се депилира. Никогаш повеќе. Мислам, приватното никогаш повеќе не би го направил. Стварно не ми се чудам на мажите тоа што го прават и што го издржуваат. Мене ми беше тоа многу мачно. И приватно не би го направил никогаш, не. Ма не, филмот бара трансформации големи. Ако е некој таков лик, нели? Тоа просто не може да се игра, тоа треба да се направи. Да, или си или не си. Ама мене ми беше многу големо уживање работата со Изи, со директорот на фотографија. Прекрасно е искуството, еден камерен филм, нели? Од еден херметичен затворен формат. Ја никогаш не сум задоволен од тоа што го гледам, ти ме знаеш мене, стално си гледам многу објективно и Критички прво си настроен. барам мани. Тоа што е добро, нели? Океј, добро, да видиме што можело друго поинаку да се направи. Ама ми беше возбудливо кога го гледав филмот затоа што тој таргетираше судбини на различни луѓе. И јас и запознав еден таков вистински човек кој што проаѓа низ низ кој што проаѓа ликот на Ира во филмот, нели, еден човек кој што го бара својот сексуален идентитет, кој е жена заробена во машко тело и така натаму. Тоа се едни многу драматични судбини, нели? И за човекот, индивидуата која минува низ тоа, и за блиските, за семејство, за ако станува збор за брачна заедница, ако станува збор, нели, за потомство, тоа се драматични промени. И тоа некако и го истражувавме и некако успеавме да го вклопиме во ликот, да е верно, да е од животот. Да,
пред многу години имавте емисија, не знам, мислам дека барав, не најдов дека имаш зборувано за тоа. За Тоше Проевски, последното интервју мислам дека беше Да, во вртелешка ваша емисија со Весна Петрушевска, да. Тоа беше последното интервју и отиде на патување. Последното интервју и практично ние го испративме на тоа патување од кое никош не се врати. За таа информација? Мене се таа вечер ми беше многу чудно. Знаеш, Чуден ми беше Тоше, чудна беше неговата енергија, се гледаше дека има некоја промена, дека има некој умор, дека има некоја презаситеност од тоа, нели, од таа кариера. Иако пред големи планови, он беше пред објавување на светски албум, нели? Работеа многу во Лондон. Допрева го чекуваа големи проекти како амбасадор на УНИЦЕФ. Големи планови, големи соништа кои едноставно останаа така. Нели? Да висат во воздухот. Ние сега само можеме да претпоставуваме што се од тоа ќе се случеше и како ќе се случеше, меѓутоа таа вечер ја никогаш нема да ја заборавам. Тоа беше енергетски многу чудна вечер. Да не говорам до тоа како 3 пати излегуваше и влегуваше во джипот и доаѓаше да се поздравиме, знаеш, беше чудно. Чудно. Мене од потоа кога се случи трагедијата ми стана јасни некако флешбек зашто некои работи така се случија. Ја добив информацијата многу рано, уште во 6 утрото. Од наши пријатели од Хрватска. Се сеќавам дека се спремав патувавме со Зорице и Зоки на проба за Хамлет во Велес, работевме. Многу драматично. Јас и денеска одредени песни од тој последен албум се уште не можам да ги слушам без да ми будат неубава емоција. Иако сега еве и во Преспав имавме во новогодишните издания и во ова новогодишно издание некои теми кои ние ги обработуваме, но тоа се некои повесели хитови од претходните албуми. Меѓутоа тој последен албум Игри без граници јас до денеска не можам да го слушам затоа што едноставно ме враќа на тој 16 октомври. Ме враќа веднаш таму во таа состојба емоционална, која беше шок за сите нас, не само за нас македонците. Мислам дека времето на Балканот застана. Ми се чини дека луѓето во таа љубов кон еден човек никогаш претходно така не се обединиле. Веројатно за Тито, можеби, оние кои се повозрасни паметат. Нели? Таква колективен излив на емоции да има за еден човек. И тоа говори всушност колку он успел да сите да не обедини околу неговата музика, околу неговите песни, околу неговиот лик, неговата аура. Посебен човек беше Тоше, во секој случај. Не само талент, беше посебен и како човек. Мислам, ни докажа колку бил голем. Ама да одиме малку. Сигурен колку ние од тоа нешто научивме. Нели вака кој ќе помислам што се поминавме од моментот кога го изгубивме Тоши, како се однесуваме кон некои други звезди од тој калибар, нели, кои не напуштија, кои ние просто ги испративме како и никогаш да не биле. Мислам дека ништо не сме научиле лекцијата, како нација говорам сега. Ова е мој личен став. Не сме научиле лекцијата, да си ги цениме и почитуваме вредностите што си ги имаме. Мислам дека не ја научивме таа лекција. Затоа се сомневам и дали некогаш што ќе ни се повтори на колективно национално ниво. Па ќе мораме да се задоволуваме со некои второ, трето, пето разредни, осредни таленти, осредни музики и така натаму, а имавме еден човек светски, кој беше светски. Имаме и повеќе и други светски кон кои не се однесуваме со адекватна почва. Ќе го изгубиме нештото. Есма Реджепова. На колку години од незината смрт, куќата која таа Истево ја оставија на државата да биде музеј, нели, да биде место на кое што идните генерации ќе се воспитуваат на тоа што се тие луѓе направиле. Значи ние музички амбасадор како Есма ниту сме имале, ниту пет ја имаме. Значи човек кој што е од Македонија е така светски познат. Не ми се случувало секаде кај што сме биле со театарот во странство, немало човек кој што не слушнал за Есма Реджепова. Кој што беше кралица на ромската, но кралица и на македонската песна. Јас се сеќавам, сум присуствувал на многу нејзини концерти.
Ние бевме и пријатели, ни беше и кума во бракот со Калиопи венчана, нели? Присуствувавме на еден концерт незин во Грција, додека бевме во екот на тој проблем околу името. Околу името. Таа пееше во Кралскиот театар во Солун, целовечерен концерт со целокупниот незин бенд, и таа концертот го отвори со македонска девојче, со сценографија, македонска архитектура, куќи со македонски черги, во македонска носија, и тоа е нешто што тоа е всушност начин на кој што еден голем светски уметник може да испрати некаква порака апропо некаков политички проблем. Тоа нели беше политички проблем, така? Па баш сред Солун. И кој ќе се сетам како ја испративме и како се однесуваме со се неизино после незината смрт, особено со таа куќа која што таа ја остави на државата, нели, на идните генерации, мислам дека ние ама баш ништо не сме научиле од загубата на тоа. За жал. А малку со поведри, со Па не, ова е, да, извини, ова е нешто што сакав да си го кажам. Да, па затоа што мислам дека треба да го ставиме малку прстот на главата. Јас немам ништо против да почитуваме уметници од соседни земји, така, кои доаѓаат овде прават концерти. Меѓутоа не можеме да немаме почит кон нашите уметници без оглед на тоа дали нас лично тоа што тие го прават ни се допаѓа. Има многу наши уметници кои што јас не ги слушам, не ми се допаѓа тоа што го прават, но ги почитувам затоа што се наши и затоа што со тоа што го прават ја представуваат нашата земја некаде надвор. И некои луѓе велат, да, тоа е човек од Македонија, тоа е уметник од Македонија. Тоа е лична карта наша, тоа е нешто што и нас, како уметници, другиот сродни уметности ни отвара пат. Јас така гледам на тоа, нели? Кога ќе имаме некој успешен театарски настап, утре било кој од сродните уметности да дојде, они веќе ќе имаат некаква предисторија, дека да, од таа земја доаѓаат талентирани луѓе од различни уметности. А ние имаме таленти, навистина. Секако, само што ние за жал немаме само ги вреднуваме од кога ќе тоа починат. и не им овозможуваме подобар пласман. Нели? Не им даваме поддршка за полесно да се пласираат надвор. Ајде да преминам на другот и малце сакав за околу тоа, ама знаеш како кога зборуваш па и за него малку е сето тоа болно за сите нас. А го спомна Зоки Љутков. Да. Знам ситуација каде што сте спасиле жива глава од авион во слободен пат. О, да. На Црно море. Не се сеќавам сега точно каде летавме, дали Русија, дали Арменија, не ме држи за збор. Малку ми е шамата сето со патувањата. Ама тој пат, тоа всушност беше момент во кој авионот влезе во воздушен джеп. Мене прв пат тоа ми се случило со авион. Ја никогаш претходно не сум имал никаков страф од летање. Никаков. Нели има луѓе имаат страф на полетување, на слетување, просто се плашат. Не сум имал тоа. Меѓутоа после тоа мене ми остана, ја и ден денеска имам малце страф кога треба да се лета, особено на долги релации, особено кога долго време леташ над вода, нели? А што се не случи? Не е пријатно. Што се случи? Цело време доле гледаш, цело време вода. А што се случи? Па ништо, влезе во воздушен джеп и авионот тргна просто да паѓа. Баш да паѓа. Не, авионот не паѓа така. Не зборувам. Паѓа, губи висина. Губи висина, но тоа чувство е многу непријатно, нели? Тоа е како на онај лудата железница кога од највисокото ќе те пуштат надоле, нели? Како се пушта? Цел стомак ти се качува во грлото. Се спуштија баш за нешто се. Па да, се јави некаков аларм, се отворија оние маски, истрчаа стюардеси да смируваат вознемирени патници, бебиња плачат, нели беше онака драматично. Мене она што отпосле, нели? Што ме изненади, јас и Зоки си бевме многу смирени. Као, кога се погледнавме, Зоки ми вика, маме, ќе се гине, тоа е. Демек толку било. И така, ама добро, се јави капетанот, нормално кажа дека е многу важно да не падне авионот под, не знам, одредена висина, под 3000 метри, затоа што после тоа ќе биде тешко да се качи, нели? Да се врати повторно. Ви, тоа ти е железо, куп железо, кој паѓа како железо. Нели? Дали не е баш пријатно да се случи? Воопшто не е пријатно. Воопшто не е пријатно и од тогаш ми остана така малце шубе. Секојаш на полетување ми е малку шубе до ден денеска. Иако вака сме летали 13-14 часа, нели?
Види, патувањето со авион е цела психологија, затоа нонстоп те клукаат со храна, затоа имаш 300 гаджиња, нели, Да не сакате парфеми, да не сакате. Нонстоп да си со нешто, нели, заангажиран за да не гледаш кај си и колку долго трае тоа. Не знам, кога летавме за Њујорк, 10 сата леташ над вода. Над вода. Нема копненце доле. И светулки нешто да ти засвети. Да речеме, па особено возбудливо ме било кога летавме со Сашко и Јацо за Кореја, над Хималај. Неверојатно нешто. 2 сата леташ над Хималај, можеш да замислиш сега колку е то големо, вистински. Кога со авион го прелетуваш 2 часа. Огромни, високи планини со снег. Како Ти беше викаш тука ако тука се случи нешто нема да не најдат. Прашање дали ќе те најдат. Како беше Васил како дете? Многу немирен, темпераментен, многу бели правев. На школа си бев многу воспитан, одговорен, дисциплиниран, ама дома. Посебно кога не беа мами и тато дома. Нели татко ми шофер често отсуствуваше по месец дена. Мајка ми одеше во смени, така што имаше денови кои јас бев оставен со баба ми, со тетка ми. Има ситуација, Што сакам си правам. ми ја раскажа, не знам колку е вистина. Си пробал да леташ? Не да летам да скокнам со чадар од тараса. Мамли, се сеќаваш на цртаниот филм Мамли? Да. Епа имаше там мамли така од зградите со чадарче. Си леткаше. Си проба? Пробав, да, и повредив нога, да се преврте чадарот, ништо од летот, каков лет. Тоа беа некои 2,80 висина, ама лошо паднав доле. Баба ми се сеќавам, Васе, добар ли си? Добар сум, баба, лажев дека ништо не ми е. А ја повредив ногата, ја шина всушност. Добро, па и добро си поменал. И леле, мајка ми кога дојде, тоа беше драматично. Правев бели, љубопитен бев. Сакав се да растурам, да спојам, нели? Тоа е Фантазијата работела. Тоа е таа потреба да научиш, да видиш, да почувствуваш. Од професори што знаеме, значи дека си бил одличен ученик. Да. Професорите буквално се тепале на некој начин да одиш по надпревар, не знам, на математика. Си бев немирен, си правевме бели. За на крај да отидеш на факултет за драмски уметности. Знам дека имало тука. Па јас знаев дека ќе водам глумец уште во основно. Како се роди таа љубов? Па мене тоа ми се роди уште од првата представа кога ја гледав. Знам дека бев второ одделение, тетка ми мотнесе на една представа на Сечило. Душан Нумовски режисер, играа сите наши повозрастни колеги. Прекрасна една представа, меѓутоа што е куриозитетот на таа представа. Главната улога играше Петре Прличко. Тоа е прва моја представа со Петре Прличко во живо, нели? Мене тоа толку ме освои тој магичен свет. Ја така не доаѓа тоа дека јас ќе бидам глумец готово, него толку ме освои таа магија, нели? Тие луѓе така ти го земаат вниманието, така им веруваш, ти си просто готово внесен во тој свет, нели? На војводите, на комитите, на... И готово, реков, јас тоа театар и крај. Во тоа време немаше младинска сцена во театарот. Имав дома некои кукличиња, тетка ми знам ми купи некоја марионета, од оние на рака, си правев дома така. Театар. Караѓос театар. И некаде бев 6-7 одделение, чув дека ќе се возобновува младинска сцена и одам кај тетка ми викам, тето, готово, да ме носиш во театарна аудиција, ќе се обновува младинската сцена, чув јас. И ме однесе, Јордан беше, ја водеше младинската сцена, Виданов. И така тргнавме да ја правиме long play на Горан Стефановски. Таму игравме јас, Зоки, Миле, Дасето Стамкова ни беше, нели, инспициент, суфлер. Многу луѓе имаше во таа екипа, голем дел од нив заминаа после во други професии, нели. Меѓутоа, за нас големо искуство. Прво, научивме многу за театар, за актерски игра од Јордан. Како се создава? Долго работевме, нели, така еден комотен процес. И јас со тој момент знаев дека јас тоа го сакам. Се разбира, јас сакав и други работи, сакав многу астрофизика, сакав многу астрономија. Имав една од желбите ми беше, учествував и на превари многу и имав една од желбите ми беше да одам да студирам во Белград тоа. Меѓутоа превагна уметноста, превагна
факултетот за драмски уметности. За жал не се запишав од прва. Не сум примен во прв круг, во прв рок. Да, па втор. Ја во меѓувреме бев и кај Марсел Марсо во Франција, таму конкурирав на Интернационалната школа за мимо драма. У меѓувреме сватив дека всушност да, мене тоа ме интересира, ама па со мимо драма после шо ќе правам, нели? Тој е тежок жанр, тој е тешко се одржува. Па во меѓувреме сватив дека ме интересира танц театар, па така се ориентирав на танцовите форми на театарот, ма тоа некако дојде во текот на студиите. Значи инаку знаев дека сакам да се бавам со театар, крај. Тоа ми беше повеќе од јасно. Мене што ми се случи за баш кога спомна прва представа, не знам, основно бев, и од улица ќе одиме стоби. И тогаш ни даваат по 50, не знам, 50 денара, 100 денара и искористи како знаеш и умееш. Тогаш ги дававме ние за и тоа викаме ќе одиме, ги убедувам сите, одиме и гледаме странска представа. А што гледавте? Не се ни сеќавам сега. Тоа било нешто на Стоби фестивал. Стоби фестивалот, баш одиме и 2 сата седиме вака, се буцкаат сите, не може да си одат. Нели со автобуси се одеше тогаш. Стојам, ама таква сценографија имаше, такво лудило. Мене така ме освоја тие први представи со кои ги направија во Стоби. Електра, Антигона, магично. Јас ти тврдам дека денеска тие представи се ултрамодерни, тоа што го правеа Јордан Слободанка, Стојан Стојановски, тој амбиентален театар. Тоа сега па би прошетале на 100 фестивали во светот. Тој Стобија е магичен, навистина. Баш за тоа зборувам ти, баш магија, а од другата страна имаме си одам кај не натера да дојдеме 50 денара си потрошивме, ништо не разбравме. Да, па има луѓе кои вака, не го контат. Искрено и јас не разбирав. Не знам, некој јазик беше, не може и грчки да беше. Дека те привлекува. Да, ама сета таа магија. И сега од таа прва представа, па нели, академија и доаѓаш до престижни награди во театарот. Една е Шишков. Да. Други Чернодрински. Имам интернационални неколку награди. Награди ко награди. Не ти значат од Па не дека не ми, како не ми значат, за млад глумец многу значат. Види која беше нашата среќна околност. Ние исто бевме долги години невработени, имаше забрана за вработување во култура. Што не бев јас? Слободен уметник, нели трговец поединец, тоа во нашиот закон е така регулирано. Па ми беше непријатно на фестивали надвор да кажувам како да им објаснам сега дека тоа трговец поединец, што има врска уметност со трговија. Па кажувавме Зафирус ми се викаше моето. Па кажувавме театар продакшн дека е тоа, нели? Се вадевме. Среќната околност беше што театрите беа со дефицитарни кадри и многу ангажираа млади глумци. И што беше важно? Важно беше да сработиш добра улога. Ако сработиш добра улога, ќе те викнат и втор пат, и трет пат, и пет пат. Тоа сега младите наши колеги го немаат. Сега веќе нема пазар за актери. Сега театрите си се екипирани, си играат тие што си се наплата. Многу малку се земаат гости, хонорарци глумци, нели? Ние имавме среќа. Да, требаше да се докажеш. Работевме со големи режисери од кои што можеше многу да се научи. Нели? Да работиш со еден Диме Станковски, со еден Коле, со Љубиша. Со Љубиша јас имав чест. Со луѓе од кои учиш занает. То се бесплатни часови, за кои сегде на запад се плаќа воркшоп, се плаќа мастер клас. Тоа беше нашата среќна околност. Ама многу работевме. Не бевме воопшто лигавки, па ја ова не можам леле па мачно ми со автобус до Струмица па до Битола па. Не, кај ме викнаа таму играв. Играв и во Струмица, играв и во Прилеп, играв и во МНТ, и во драмски, и во опера и балет. После долги години па успеав да се вработам во драмски и да фатам дел од тоа убавото златно време на драмски, кога уште имаше страшен ред, страшна хиерархија. Уште доаѓа колеги со тефтерчиња на генерална, па се разговараше за представите, па предлага колега зошто оваа реплика во вторчин вака игра, тај пробате вака напред, ја мислам дека повеќе ќе ви помогне. Сега знаеш дека за тоа воопшто не се ни разговара, веќе не се сомневам и дали колеги доаѓаат да гледаат што ние работиме. Па пробавме со Фаик Мефеловски
и со Сашо Димовски ете имавме, одевме ете Битола, одевме Прилеп. Не доаѓа. И сето тоа, не, ние одиме и не им значи на колегите. Па не, И па некој веќе не разговара за тоа. Да, како Не, добро си дошол, твој Сите проблем. се гениални, сите се најпаметни, најубави, најталентирани, сите се звезди. Се, не, лик, тоа. лик што ти има оставено, Лик. да, впечаток. Роља мислиш? Да, што го имаш одиграно и што би го играл и сега и што ти фали, например. О, па има повеќе, не е само еден. И 10. Ама еве, ако морам да одберам, вака ќе одберам. Тоа се некои ликови кои би биле пресвртници професионални. Пианистот, прв. Памучни Полиња, Со Зоран беше тоа. да, дуодрама на Дејан Дамјановски режија. Онеги. Ултрамодерна представа, може би најмодерна представа во која евар сум играл. Не модерна во смисла на што е сега модерно, туку модерна во смисла на израз, на мисла, на актерски израз. Листрата, Онегин, Спиноза. То се улоги вака кои што можат да ти го променат животот преку ноќ. Се разбира, сум имал среќа да ми се погодат и такви процеси, такви режисери, таква екипа. Многу е важно тоа. Меѓутоа, мене од секогаш поважни ми биле процесите од тоа што играм, главна ли е, споредна ли е, епизода ли е. Не. Процесот, екипата. Мене тоа ме провоцира најмногу. Мене средното образование ми помина знакот на Стрип Шекспир. Да. Го изигравте Прекрасна преку представа. 50 пати, оти знам и на 50-та дека бев. Прекрасна представа. Со толку кејф ја работевме. Коле беше режија? Коле и со тој Коле можеше многу да се научи за комедија, за жанрот комедија. Тоа е најтежок жанр за играње. Многу луѓе мислат дека за да си добар комичар треба да те бива за импровизација, за имитација. Не е така. Не е така. Значи, комедија не е прераскажен виц. Комедија е најпрецизниот жанр, актерски и театарски. Како и сакаш земи го. И мислам дека од таа стара гарда режисери можеше, сега речи си ми се чини дека и нема режисери кои толку добро ја познаваат комедијата. Коле беше предизвик затоа што Коле беше и самиот актер, добар комичар. Знаеше како да го извлече тоа од актерот. Нели да ти ја даде алатката со која ти го направиш тоа. А да не говорам каква беше екипата, па гиневме. Не, ама знам дека цело гимназијалци се разговараше, вечерва е, утре е. Значи имаше создадено... Многу беше популарна. Да, хит представа. баш хит представа. Па потоа имавме можност кога заврши сето тоа, па патронат во гимназија, па ни дозволија костими да бираме. Дека да играте. И сега одиме таму, ама сите таму гледаме нешто да се најде од Стрип Шекспир. А таму имаше еклектика од костими, нели? Да, па навиравме нешто, зимавме, да, гледавме. Тоа е многу интересен текст. Тоа тројца актери го напишале британски. Иако ние ја направивме представата претежно од трагедиите, нели малку од комедиите опфативме. Меѓутоа хит. Хит беше, се сеќавам и на делови со Джери Спрингер имаш. Како не? Гениално беше, уживо. Па и мюзикал делови со пеење во живо, на матрица. Убаво. Сакаш да ни извоиш, знам дека имаш многу, ти некои од нив и сум ги слушал, анекдоти од патување. Колку имаме анекдоти. Не, јас сум со Милица, например. Со Милица, драга. Секакви, со Милица е интересно секоја средба. Секоја средба, она е жива енциклопедија, нели жива легенда. Сакаш да ни извоиш? Па што да извојам, не знам. Нешто што ти е најинтересно, например. Што ќе ни биде и нас интересно. Па не знам што би издвоил, па веќе се сеќавам на работевме Алма Малер, нели? И имав јас таму една идеја, старата Алма во последниот чин, во последната сцена, да ја заврши представата со тоа што ќе лежи во тој еден нели мртовечки сандак со кој што оние играат цела представа. Тоа е како сандак на спомени, на сеќавање, на чувства. И сетив дека Милица од самиот старт имаше некако отпор кон тоа дека ќе треба да лежи во сандак и така да ја игра.
Меѓутоа си реков окей, нели тоа е природно. Така ние актерите не се прифаќаме од она што режисерот ќе ни го зададе, нели? Ко нешто имаме страв, нешто ни е чудно, нешто ни е непознато, ни треба време да го прифатиме како нешто кое да, можеме ние тоа да го направиме. И јас така се надевав дека она тој ќе го прифати. Меѓутоа како течеше процесот, она цело време некако ама таа сцена поинаку Василчо да решиме, вака, така, да пиеме чај, да седиме на столче, нема врска и сега јас нели си инсистирам на тоа што сум си го замислил како концепт, не да го пробаме, викам Милица, па после ќе одлучиме. И на таа проба она падна од тој сандакник, како се превртне. Тоа е многу драматично. Сите го доживеавме, нели, дека Добре, Милица е сама по себе драматична. И меѓутоа тоа беше пресвртниот момент после кој што свативме дека тоа со лежењето во сандакот отпаѓа immediately. Значи ќе се баре друго решение. И колку и ни беше после и шармантно и смешно и се шегувавме на таа, беше многу драматично во моментот. Затоа што Милица сепак имаше скоро 80 години кога го правевме тоа и сите бевме прилично посветени на неа. Нели, сепак ја во третиравме како возрастна жена која, без оглед на незиниот талент, на незината желба и така натаму, сепак така има некои ограничувачки фактори кои што таа на секој чекор ги минираше, нели? Ја гледаше представата и тоа што таа го правеше таму е за секоја длабока почит. И до некаде час по актерска игра. Па како И не? од двете, не само од Милица, и за Звезда. Соработката со Милица е предавање час, затоа што таа е жива легенда. Значи тоа е таков еден ерудит, таква една биографија, такво едно искуство актерско искуство. Таа е многу посветен актер. Не само што е маестрална во тоа што го прави, колку е посветена, колку таа живее со тоа, колку живее со репликите, со ликот, со... Тоа е... навистина е благотет, приликата да се воопшто да се работи со неа. Јас сум многу среќен што сум ја имал за колега во многу представи како актер, што сум ја имал и како соработник во многу проекти. Прекрасно. Нема и после тоа што го видов Алма Малер во МНТ баш ја гледавме. Малата сцена. Ја гледав со Фајк и си молчиме онака. Заврши представата си. Ништо, он не зборува, јас не зборувам. Ништо немаме што си кажеме. Па нема, Милица е емоционална сензација, нели? Да. И само кога ја видов и кажав, вие сте за мене театар. Театар, Сериозно, жив театар. да. Ходајучи театар, што ви кажат. Спомна пред малку имитации. Да. Знам дека си гениален во имитации. Па сега не знам, јас е ту функција јас сум имал во функција прилика да гледам. во функција на ликовите. Во функција на ликовите, јас вака во друштво ретко. Па се лутат жаре. Знам дека Се слудат. лутат, луѓето се суетни, нели? Имаш некој што ти е ние, онака иако омилен. актерите со најдобри намери да направиме, нели? Да направиме смешка. театар, смешка. Ама не, има луѓе се лутат и јас сум многу внимателен во друштво со имитации, нели тоа. Обично си го правам пред многу блиски луѓе. Има некој што сакаш сега што Ама- не би се наутил. Што на пример? Некој што не би се наутил би го имитирал. Ќе се налута. Но Во една прилика Сашко Коцев има имитирано на Златна Мене? Буломара, мислам. Па тоа би било феноменално да го видам. Мислам така нешто имаше и баш од тоа ми текна, мислам дека имам баш и ќе го побарам. Каде? Мислам дека на Златна Буломара. Можно имаше. е, можно е. Мислам, затоа викам, затоа ми дојде идејата. Може ли тоа би сакал да го ти би- видам, ја тоа не сум го Дали видел. ти би правел имитација на некој Па овака нешто јавно? види. За актерите како викаат, земи си готово, ама да не те фатат. Да. А нас не е тоа во работата, нели? Да анализираш, да гледаш карактери, луѓе, однесувања. Меѓутоа, предпазлив сум затоа што се навредуваат некои луѓе, нели, кога така јавно ќе се ќе ги... видат. Баш и тоа разговаравме и со првите двајца гости, и со Таско и со Стефан Лазаров, дека имаме таков проблем кај нас. Егото е вајда на... Па не е само до его, мислам И- дека луѓето се срамливи. Па да, ма знаеш Мислам како си јавна личност. Дека некако знаеш ти нешто нивно интимно така наеднаш го фрлаш јавно и тоа им прави проблем, па после нели може некој ќе се шегува со нив на нивна Да, ма сметка. познавам луѓе што се во јавна професија и немаат проблем со тоа. Зошто?
Добро. Ја лично интересно немам, ама види, тоа се зависи од нас самите. Јас сум тип што сака шега на своја сметка. Што јас многу често си правам шега од себе си. Па нормално Мислам, не можеш само да се шегуваш за некој мора мене ми е некој за тоа- тебе. Мене ми е тоа добро утро. Мислам, во нашата работа тоа е нормално. Се разбира, не е се само имитација, ама е битна алатка. Да знаеш да скинеш начин на говор, начин на начин на однесување, нели? Па затоа кажувам, ти сум имал прилика. Театарот е во животот и од таму ние црпиме материјал. Затоа кажувам, сум имал прилика да гледам некои од имитациите, Па сигурно. ама добро, Сигурно. убаво и кажа, значи некој може да не се. лутаат како. Не. Кои се твоите идеи, размисли, амбиции понатаму? Значи тоа што го имаш достигнато досега може да ти позавидат па 99% од Амбиции, колегите. ја немам таков тип на амбиции. Јас си сакам само да си ја работам работата, да имам убава екипи, добри колеги, со кои ќе ми биде убаво и да се дружам, не само да работам. Да има смисла, да има ефект тоа што го правиме. Јас то посакувам. Ја немам амбиции од тој тип. Ова сакам да играм, ова сакам да сработам. Не. Ба, како ме прашуваш конкретно што ме чека у следниот период, не знам. Знам дека ме чека кујната на Марио, едно. Ме чека нешто што си почнавме во театар, нешто што е интерен проект од сопствени средства. А што следно ќе има? Можеме и Боже мој. да кажеме за каков проект тоа станува збор. Станува збор за Сепак е- квартет на Хајнер Милер во режија на Дејан Дамјановски. Играме јас и Кети Борисовска, поздрав и до Дејан Дамјановски, до Кети Борисовска, така наши е, колеги. екипата ние се Сашко, Филип. Тоа ќе биде некој истражувачки проект, тоа ќе биде некој апгрейд на херои. Нели она што со херои го отворивме како концептуален театар, кај што корона. ти всушност требаше да играш. Таа корона а не ми јас. дозволи. Јас сум таму упаднат. Јас сум таму Тоа се случи на Алтернација. на не знам на 3 дена пред премиера. На 3 дена нешто. пред премиера. Да, корона и упадна ти. Да. И сега од тој проект нешто ќе се доразвие во ова, ќе биде во секој случај истражувачко. Ќе биде нешто од контекстот, нели, што го живееме. Имав прилика да играм во представи во твоја режија. Како се, значи, добро, пред се си актер, во таа улога како се пронаоѓаш и дали ти е доволно провокативна или си сакаш А провокативна ми е кога работам со луѓе кои се мој одабир, кои се мој избор. Не би можел да го правам тоа, нели, по секоја цена сега колку да сработам нешто. Сакам да го правам тоа со луѓе кои ми се провокација, секогаш проектите кои што ги мислам за други луѓе доаѓаат од луѓето, од тие со кои што сакам да го работам тоа. Така функционирам. Ја на моите проекти во кои сум бил режисер, си гледам како на авторски проекти, нешто што мене лично ме интересира, ме тангира. Убаво е тоа. Како не е убаво? Кралските- Убаво е. Јас имам и идеи за следни проекти. Меѓутоа, боже мој, се во свое време. Само да го најдем и патот, најчесто тоа ни е проблем, значи слики гледав брзо од Кралските копилиња. Да, прекрасна Кога го представа. работевме сето тоа, колеги што не знам што не сум се слушнал со години, ми се еве, жаре што правите? Да, па тоа изгледа Што се светски. случува? Затоа што тоа изгледа светски. Тоа сега го нуди и нашиот нов театар, нели, тоа не можеме да го играме било каде. А ми беше Сега и тоа е најголема ограничувачки фактор за проектот. Тоа е наменето за странски фестивали, а можноста да се пласираме на странски фестивали, финансиската поддршка која би ја добиле секогаш под голем знак прашалник. затоа е значи имав голем предизвик таму затоа што ние имаме некоја чудна навика во представите да патиме, а ти главното го бараш од нас? Не, со дистанца. Па добре, беше- затоа што тоа ми беше многу јас интересно. мене некако многу повеќе ме интересира постдрамскиот театар. Нели, тоа е театар во кој отсуствува драмата како Не патиме многу. тоа е таа дионисиска игра што ние играме, нели? Нема. Се е на дерт, се е на педал. Нели, модерниот театар е повеќе се бави со она внатре, повеќе се бави со контекстот, со ситуацијата, отколку со емоционалноста. Тоа е голем знак прашалник. Што во постдрамскиот театар е емоционалност. Мислам дека емоционалност е она која што сите сектори на представата
горе го создаваат како ефект кај публиката, нели? Мислам дека не се подпира се кај актерите и генерално нашиот театар мислам дека пати од тоа што повеќе актери даваат различни информации наместо една. Сега тоа има малку врска и со школата, има малку врска и со начинот на продукција на театар, каков театар создаваме. Мислам дека мораме да ги следиме тие текови светски, затоа што никако поинаку нема да ја држиме публиката да купи карти да дојде во театар. Особено сега во оваа борба со моćни медиуми како што се телевизијата, филмот. Facebook, Instagram. Театарот нема поинаку како да биде жив, освен да е курентен, да е многу сега и овде, многу од контекстот. За крај сакаш нешто да порачаш на публиката, сакаш да дадеш па јас мотив што на да некој? Да порачам да се здрави и живи, да се чуваат. Здравието е сега најважно, приоритет. Што е можно побрзо да се вратиме во театар со репертоар, да ги поканам да дојдат да ги погледнат нашите представи. Имаме навистина прекрасни представи, и представи комедии, и представи драмски, и представи истражувачки. Да гледаат Преспав од 20 декември. Да уживаат во новогодишното издание, во кое ќе си уживаме и ние. И да ти посекам уште многу убави изданија на подкастот, уште многу убави гости и убави спонзори кои што ќе го препознаат ова, ќе ви дадат поддршка и ќе сватат дека е важно што некои млади, паметни, талентирани луѓе од нашиот роден Велес се собрале околу една идеја, ја концепирале, ја изградиле и тргнале да ја создаваат. Мислам дека тоа е нешто што априори треба да се поддржи. Ја таков однос имам кон се што е од Велес и сметам дека заслужувате голема поддршка. Ти благодарам на убавите зборови. Сакам и јас да упатам една огромна честитка за дечките од Евентив, затоа што сето ова е нивна идеја. Така. Со ова се борат, значи, и верувам во нив и знам дека ќе успеат на крај. Условите се тешки, како и се, ама се млади и амбициозни и ентузијазмот секогаш. Да. И затоа и сме тука сите, затоа што се они млади и амбициозни, затоа што знаат што сакаат и верувам во тоа што они го сакаат. И си посакувам што е можно побрзо да се видиме јас и ти на сцена. Па што побрзо, тоа побрзо да биде на сцена, за еден нова месец, представа, репертоар и така, и да се дружиме и да си играме. Васил, сакаме да ти дадеме едно мало внимание од нашите спонзори, Дематели Home Center. Повели? Фала ви. Ова е за тебе. Фала ви од Да те подсетува секогаш дека си гостувал во Тоа е тоа. Ќе си провериш дома, верувам да ги ти се допадне. Баш убаво. Фала ви од срце. Фала ти. Имам убав спомен на вечерва, на убавиот разговор и на оваа прва сезона на вашиот подкаст. Секој да те подсетува на оваа убава енергија вечера што ја добив од тебе. Така е, се надевам ќе допри до гледачите. Фала ти, Васил. Фала ти. Сакам да упатаме на огромна благодарност до нашите спонзори и помагатели. Без нив нема да сме ние тука, нема да сме Тоа е тоа. Сакам да упатам благодарност до Офицерски, до The Gents Gift, Atlantis Invest Group, Декорас, Дематели Home Center, Дореми, Унистар, Кеги Моби, Самоуслужна автооперал на Димитриевски и Пента Продакшн.